Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnula. Houston, we have a problem. Dobro večer, Milenko Nedeljkovski ovde ka jedan čas so mene. Dve temi ќе разработувам денеска. Едната е предизвикот и ракавицата која му е фрлана на Владимир Путин и второ е дешифрирањето на кажувањето на тоа што кажува, односно што покажува календарот на маите, а во контекст на геостратешките збиднувања во овој момент и во последните неколку години. Миленко Неделковски до 18 часов. Па така да кажам дума две за првиот дел кој го сметам достоен да го одбележам во денешната емисија, тоа е добивањето на понудата за Црна Гора од страна на НАТО алијансата да стане членка на НАТО. Тука како човек и да размислува, што и да споредува, што и да гледа, јасно е како и со примањата на Грција во Европска Унија, а Бугарија, Албанија, Романија во НАТО, а Бугарија и Романија и во Европска Унија, дека се работи за повеќе од јасно е политичка одлука. Тука не се исполнети ниту услови, ниту делови од услови што треба да бидат. Едноставно се работи за политичка одлука. Затоа е тегутантно кога оваа политичка одлука на НАТО ќе се третира како демек успех било на Црна Гора, а тоа демек во исто време значило неуспех на Македонија. Про соросоидните и прозаевистичките трубадури се обидујат да направат од сето тоа некаков си скандал кој не е, бидејќи сами себе ако се прочитаат ќе сватат дека нешто се грешка, него они се сами знаат дека се грешка, него дека се сами себе побиваат и дека се всушност свесни. Например, пишуваат, еве, нашата земја нема никакви шанси да го пречекори прагот на отворената врата на НАТО покрај решението за спорот со Грција, као тоа да е нешто така решение, дали да купиш ваков или таков шампон. Значи, покрај решението за спорот со Грција, НАТО сега ни испорачува нови услови. Спроведување на договорот Пржино, политички компромис, реформи, демократски диалог, владење на правото, слободни медиуми, независно судство, имплементација на рамковен. Нели тој рамковенот е имплементиран. Добрососедски односи. Ниту еден од овие услови не ги исполнува, да кажеме, Црна Гора. Не ги исполнува ни Албанија. Не ги исполнува ни Бугарија, примерно, која станувала членка на НАТО. А и сега не ги исполнува политички компромис. Кај има политички компромис во еве сега најновата членка што ќе стане Црна Гора. Реформи, каде има реформи во Црна? Демократски диалог, каде има, ги апсат новинарите и демонстрантите кои се од опозициониот лагер. Владење на правото, со Мило Ѓукановиќ, владење на правото. Слободни медиуми нема, таму се главни уредници се убивани, онака екзекутирани со куршуми. Независно судство, судството е на Мило Ѓукановиќ. Имплементација на рамковен договор, тоа не знам како еве да го преведеме во црногорски услови, да кажеме, соработката на просрпскиот и антисрпскиот елемент таму. Добрососедски односи. Црна Гора нема добрососедски односи ниту со Хрватска, а богами ниту со Србија. И кога вака ќе прочиташ нешто што напишал некој соросоид и кога ги навел
критериумите кои нас ни се поставуваат, а ние не сме ги исполниле, па затоа наводно не сме членки на НАТО, и кога тие критериуми ќе ги представиш, ќе ги копипастираш и ќе ги ставиш под името на Црна Гора, во тој случај гледаш дека практично по никакви тие услови таа држава која добила покана во последниве 24 часа не исполнила. Значи, поканата кон Црна Гора е исклучиво политичко решение. Што тоа значи? Тоа значи дека во многу краток период, од 7 до 10 дена, да кажеме нека, на надоаѓачкиот голем играч на европската геостратешка и воена сцена, а тоа е Русија со Владимир Путин. Значи, во моментот кога премногу се засилија, во моментот кога премногу почна да покажуваат оружје, да покажуваат сила и да покажуваат супорт, подршка, да кажеме, во случајот на Асад или на онија источни провинции на веќе расцепената Украина, во тој момент Западот, практично планерите кои доаѓаат од Вашингтон, од Пентагон, му испорача на Владимир Путин две работи, практично предизвикувајќи го, односно удирајќи му ракавица, односно фрлајќи му ракавица во лице. Едното беше рушењето на авионот на сириска територија од страна на турски авион, кој како таков, бидејќи е турски, е и НАТО авион. А турците не би мрднале ништо без да им каже поголемиот брат или поголемите браќа. И второто е приемот на православна и со векови проруска држава, како што е Црна Гора, без разлика дали била монархија или дел од Југославија или дел од кралството Југославија или СХС. Значи, во секој случај проруски терен. За земањето на таа позиција од страна на НАТО како уште една експлицитна провокација за Владимир Путин. Да не заборавиме дека Црна Гора е православна држава. Да не заборавиме дека Црна Гора во последните 15-20 години е преплавена со руски инвестиции, односно пред се инвестиции во купување на земјиште, градење на вили, хациенди, хотели, одмаралишта, ресорти и така натаму. И да не заборавиме дека најголемиот, најпознатиот, ако ништо друго, ајде, нека не е најголемиот, најпознатото свето лице, односно најпознатата фигура во црногорска фигура е значи во рамките на црквата, како е Василije Острошки. Василije Острошки, кој го има својот манастир Заострог, каде што се неговите мошти, каде што тој лежи, а не се распаѓа веќе стотици години, е всушност човек кој за време на својот живот, инаку е од тие делови, тамо, таа од Црна Гора, меѓутоа големиот дел од својот живот пред да дојде тука и да си го изгради манастирот и вечното почивалиште, практично патувал низ Русија и чудотворно лечал. Толку многу чудотворни лекови и примери имало каде што луѓето ги излекува, што со години после неговата смрт манастирот Заострог е практично нападнат, е окупиран цело време од туристи кои доаѓаат од Русија, слетуваат на аеродромот во Титоград, односно сега Подгорица, доаѓаат некаде до Никшич и од тоа нагоре, тука има уште 1-2 града, и од тоа нагоре со такси служби одат, преспиваат ден, 2-3 и така натаму во Заострог. Значи таа држава тамо, која секако го има најбитниот морски бункер, а тоа се вика Бока Которска, исклучително важна во топлите мориња, би била исклучително важна за, да кажеме, руската флота.
ta stanova sega del od NATO, blagodarejki na Milo Đukanović i njegovi od Pazarlak, da ne bude gonet za njegovite švercovi od stotici milioni dolari na cigari preko Jadransko to more od pristaništata vo Crna Gora, Kononija, vo Italija. Znači, to je kako i rušenje to avionot vo Sirija i ova primanje, odnosno davanje pokana da bude primena Crna Gora vo NATO je otvoreno frlanje rukavica vo liceto na Vladimir Putin i kažuvanje, ete ti mnogo sega kažuvaše, mnogo se perčeše, mnogo pokaža advance oružje, mnogo kažuvaše što treba se pravi, ko je prav, ko je kriv i tvrdeše deka si jednakov ramen, skoro izduri, podobar ili posilen od amerikanskata soldateska ili od NATO sojuzot, evo ti se ga predizvik ovdeka pa da vidime ti što znaješ, ti što možeš i da te vidime da li si takov maš kako što se kažu. Ovo je golem predizvik, realno. Putin ne je čovjek koji vednaš bi reagirali se, a tu ka vednaš nešto da sruši drugi 10 aviona i tako natamo. Igra ima pravo, ima dobar status napišano Vasko Eftov. Putin ti igra ruski šah, nema da igra turski futbol. To je apsolutno točna konstatacija. Međutim, fakt je deka NATO paktot i golemiot konkurentna Rusija, to je Sjedinjene Amerikanske Države, koji saka da ostanat jedinstven svetski hegemon, će napraviti sve postojano da go pritiskat i to da go pritiskat na bolnite točki na Rusija, odnosno na Vladimir Putin. Pa taka da nema zalažuvanje i da nema izvrtuvanje na vistinata i da se misli nekoj da je premnogu umen kolumnist ili analitičar ili ne znam što, pa da analizira bilo ne bilo, ova je taka, ona je taka, da Crna Gora apsolutno bez niti jedan ispunit uslov od isključivo politički pričini i ima dobijeno ponuda da členува vo NATO. Tija pričini nema tvrska, nikakva, da kažem, po slučaju so Makedonija, pa zato i sporedba ta je nepotrebna, nesrazmerna, nepristojna. Tija pričini se tamo isključivo da se predizvika reakcija, odnosno da mu se smali čalamot na Vladimir Putin. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Naše to prijateljstvo traje već je treta radio sezona. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. No, pred nekoja godina, isključitelno aktuelno beše nekoliko godine, zborom 2-3, ne premnogo, isključitelno beše aktuelna diskusijata vo vrska so kalendarot na majite i krajot na svetot, neli nivnite brojki taka završuvat da krajot na svetot, odnosno krajot na kalendarot na majite doađeše pred 2 godine i dolgo vreme se to beše diskusija, eto gotovo doađa kometa, planeta, eksplozija od implozija i taka natamo će se raspadne, će nema i taka natamo, to normalno ne se sluči, vidjeti to ne je baš taka dramatična rabota. Međutim, fakt je deka pišano to tamo, a to je propadjanje to na svetot, slučnost baš se slučivo terminot koji majite go predvidova. Znači, samo to raspadjanje ne mora da znači golem vulkan, otopuvanje na snegot pa poplavi, odnosno na severnoj i južnom pol pa poplavi, golem, ne znam, udarno telo vasionsko, ne znam, eksplozija, ne znam kakva, ili vulkan, ili tsunami, ili što ti znam, zemljotres i tako natamo. Ne mora da znači, praktično i ne znači deka je to. A to fakt je deka nije vo
последните 2-3 години го видовме она што очигледно се спремало 20-30 години во кујните на големите мајстори на владењето на оваа планета, во нивните секако тајни кујни, во така наречениот светска влада во сенка, или луѓе кои едноставно ги владеат големите концерни, големите војни индустрии, големите сили, а тоа е распаѓање на системот, на животот, на планетата каков ние што го знаеме. Значи не удри ни една комета па да не исуши сите и да не убие како диносаурусите, туку едноставно се распадна светот, дојде крај на светот, значи како што велат и маите, дојде крај на светот, ама светот онаков како ние што го знаеме. Тоа е она што маите го предвидоа и тоа е она, односно кажа, напиша и тоа е она што се случи. Да можам да го објаснам тоа, ќе ви дадам многу примери. Значи, ние како организирани суштества, ние луѓето, значи интелигенцијата, врвната интелигенција на оваа планета, иако и други живи суштества се интелигентни, меѓутоа ние сме и организирани, за разлика од сите други суштества, имаме говор, комуникација, писмо, историја, која се памети и така натаму. Ние низ вековите и низ промените, односно напредувањето во општествените системи, ние сме влегувале генерално како човечки суштества од договор во договор за организација на светот, односно на општеството, односно на живеењето, за да можеме да живееме поедноставно. Значи, без разлика кога сме, затоа ние не сме, да кажеме, глутница, волци или рој, пчели, или дури не сме веќе ни племе, нити сме некои племиња овие кои оделе живееле така што патувале по стада бафала, ирвас или било што, па така да имале што да јадат, така натаму. Значи, ние сега полекано сигурно се договаравме историски да живееме во организирани општества. Дали е тоа робовладетелство, дали е тоа феудализам, дали е тоа некој социализам, комунизам, дали е тоа капитализам, империализам, во секој случај договор. Во тој договор има се и се што, од општествено уредување до државно уредување, до уредување на верска основа, религија, што е добро, што не е. И сега сите тие нас уредувања практично не доведува у ситуација да имаме еден консензус или еден договор што е добро, што е лошо, што е само за критика, што е казниво, што е 100% забрането, што е природно, што е нормално, што е секојдневно. И еден таков свет поставуван со стотици и илјадници години, практично видовме на крајот од календарот на маите, сега може маите и не се така се погодило, меѓутоа, еве да ги оставиме маите на страна, видовме дека во последните неколку години светот кој го знаеме се сруши, се уништи и веќе не постои. Значи го нема светот кој го ние знаеме. Ги нема вредностите. Сега, воопшто не зборуваме за некои крупни, не знам, ЛГБТ заедница, не зборуваме за не знам какви такви драматични, кои се исто така битни. Тоа нешто што не постоело сега се руши. Но има една работа, а тоа е да вредностите или утврдените ситуации за живење, комуницирање, однесување веќе не постојат. Значи некој некаде направил план како да ни го уништи светот и светот нас во последните 3-4 години ни го уништи. Па така, еве сега ќе ви поставам јас неколку лакви
Evo, primjeri ti vi kažem. Naprimjer, granica, graničen premen, carina. Znači nešto što je vsakodnevna rabota. Luge od Makedonija koji premenuvat kon Bugarija, kon Srbija, kon Grcija, pa i kon Albanija. Ili u Jugoslavija koja žive koga se odeče, kon Italija, kon Ungarija, kon Avstrija. Ili eto su avion koga se odi u Germanija. Znači si postoješe jedan standarden sistem da čovjek mora da ima pasoš. U odredena država za žal maltretirački delува, međutim moraše da ima i viza. Moraše da bideš ti na toj pasoš, nikoj drug, to i moraše da bide pasoš izdaden od oficijalna državna institucija od kada si ti građanin. I celio toj red i poredok, ne znam da li pete postrate generacije se sećava kako se minuvaše na Goricija, na Šentilj, na Horgoš, na Bogorodica, na Deve Bajer. Celio toj sistem jednostavno graden so vekovi, svega go nema. Ne postoji kontrola. Svega postoji kontrola za pošten narod. Evo, vi ako hodite, ja sad hodam na granici, će mi barat pasoš, ova, kaj odiš, imaš li pari. No, međutim imaš i ljadnici luge koji sekojdnevno minuvat granici niz ova organizirana Evropa kako najorganiziran del od svetot koji bi trebalo da dade primjer na site drugi, minuvat, ni tu može nekoj da gi sopre, ni tu može nekoj da gi kontrolira, ni tu može nekoj da gi evidentira. Ne je samo kaj nas taka i po našite granici. Evo ima primjeri u druge. Evo Malta ako sakate. Tamo da kažem ima crnci dojdeni od Afrika, spijat kaj sakat, ne plaćat nikakov gradski prevoz, vlagat u autobusi i izlagat, niko ništa ne može. Jednostavno to stanuva jedan golem haos. Ako sakate, evo ja će vi dadam i drug primjer. Dar od Božji, kao što je, da kažeme, vodata, more to, sonce to, beše собственост на сите жители на оваа планета. Сега, во последниве неколку години, сме сведоци дека големите корпорации ги завладеа. Во Америка има веќе затворска казна затоа што некој си собирал во базени дождовница, значи водата што паѓа од небото на на поседот на тој човек, значи кај него паѓа дома и бидејќи тој ја собира, а не ја остава да тече по улица или по канал или во некоја нива во кал, е казнет затоа што тоа не била негова вода и пратен во затвор. Несле, например, ја купи целата вода во Германија. Под вода, мислам, извори на вода. Веќе ако сте членка на ЕУ, не може да застанете и да си ловите риба на езеро, во море, така на брегот да си застанете си фрлите трска, тоа е се забрането. Значи, да кажеме, користење на панели за електрична енергија, за енергија електрична, ама од сонце, исто така забрането. Значи, едноставно, целиот човечки систем кој функционираше врз тоа дека сме ние овде дека битија, дека сме ние слободни, дека сме ние сами си решаваме својата судбина, дека имаме заеднички вредности и заедничка собственост, како што е, например, дожд, или како што, например, море, и како што се во морето милиарди риби. Сето тоа веќе не е така. Значи, еден цел свет во овие последни 3 години гледаме пред нас како се распаѓа. Се распаѓа преку тоа што не завладеа, не заробија, не обколија неприродни, нелогични и нечовечки активности. Да на нормален народ му се лутиш затоа што не сака пред себе да гледа
istopolni brakovi, ušte pomalku vrski istopolni brakovi i najmalku posvojuvanje na deca vo istopolni brakovi i to da se smeta za govorna omraza nešto što se ušte modernata nauka nema najdeno zbor za takva ludost. Nešto što je pederastija, nešto što je realno bolest, mentalna, klinička, kakva sakada je, međutim bara lekarska intervencija, da se predstavува kako čovečko pravo je stvarno kraj na čoveštvo to, odnosno kraj na ova planeta onakva kakva što ja znajeme. Državi koji, da kažeme, go nema ratifikovano dogovorot od Kyoto to je dogovor, da podsjetam, za zagaduvanje i ispuštanje na ovija jaglerodni gasovi. Tija državi, znači koji toga go nemaat potpišano i koji nego primenuvat, tija insistira drugite državi da go primenuvat. Evo kaj nas je takav slučaj. Ta su Jegunovce, ta su Feni, ta su Skopska železara i tako. Znači, da Skopjanite se bunat što je Skopje zagadeno ili Tetovčanite što Jugohrom emituva jaglerodni gasovi, to je voret. Međutim, koja za to će zastane da go finansira takvi nekakvi, da kažeme, demonstraciji ili agendi, da finansira amerikanska ambasada toga što je stanuva na vistina vo najmala raka kažano smešno. Nije ni smešno, ne znam. Pa kažu vam, nema suvremenata nauka najdeno soodvetno dobar zbor za takva glupost. Na tamo okolo raspadot na svetot, koji je evidenten u ovije godini, može da se vidi slobodno i preku interesot za primjerno sport i publika. Celiot sport, da kažeme futbal. Celiot futbal vo svetot je sveden vo 10 ekipi, može bi i mnogo sum kažal. 2 od Španija, 2-3 od Italija, 1 od Francija, 1 od Germanija, 2-3-4 od Anglija i toliko. Drugo ne postoji ništa. Ne postoji Romanija, ne postoji Bugarija, Turcija, Grcija, bilo kade. Polska, Češka, Slovačka, ništa to ne postoji više. Rusija. Evo kaj nas. Gradski stadion vo Skopje, сега той се вика Арена Филип II, уште онаков стар, кој собираше 18.000 места за седење, иако тие седечки места беа клупи дрвени, не беше нешто онака како сега што е со седишта, со столици, па со наслони и така натаму. Тој кога доаѓа големите клубови се тискаше народ, бидејќи сите стоја и седењето стоеше, се тискаше 22, 3, 4, 5.000 гледачи на градскиот стадион. Сега репрезентацијата на Македонија игра на градскиот стадион има повеќе луѓе официјални лица со се играчи отколку навивачи. Доколку нешто не се предизвикани навивачите на Вардар или на Шкендија, или да кажеме на Победа, на Пелистер, па во некој дерби, па да дојдат неколку стотини, во основа надпреварите ги следат неколку десетици луѓе, може да се избројат, може и да се напишат по име и презиме кои се. Тоа не е само кај нас така. Во другите соседни држави може некаде има малку повеќе публика и ќе речеш да, ама знаеш во Белград има публика. Да, во Белград има, ама во малите места нема. Исто така важи и за Загреб. Меѓутоа, ако ги споредиме ситуациите колку публика имало претходно во Загреб, Белград, Сплит, Сараево, Мостар, Скопје, Подгорица, односно тогаш Титоград, во тој случај сега ова е практично еден распаднат систем. Натаму, ако сме веќе кај самиот фудбал, распадните се државните системи. Вие гледајте дека во можеби само уште додржуваат делумно Шпанија и малку повеќе Германија, инаку другите сите држави во своите најелитни тимови имаат многу малку домашни играчи. Италија е позната.
Anglija veke da ne zborime kako Arsenal i tako, na tomu nema nijedan igrač Angličanac, što direktno vlije vrst kvalitetot i kapacitetot na nacionalната reprezentacija. To se to govori deka je srušen sistemot koji živel, koji pravel energija, koji nosel luge, srušeno jednostavno, padnato je. Na kraju na krištata, eve, gledajte i naša ta čovečka, vaka, naš čovečki sentiment, taga, nije site, ja slično ne, međutim, najgolemio del od luge izrazija, isključitelno zagrozenost, tagува, sočustvува со французите и за Шарли Ебдо и за ова последен атак. Меѓутоа, за падот на малезискиот авион, за падот на рускиот авион, за погромите во Африка од Боко Харем, никој ништо. Своевремено, ако се сеќавате, Скопје имаше земјотрес, загинаа 1000 луѓе, цел свет се собра да донира. Така беше и за други големи светски несреќи. Сега, светската несреќа веќе не е несреќа ако не се случува во Париз, или во Њујорк, или во Лондон, или Берлин. Другото веќе не е несреќа, другото е колатерала. Ајде, пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Недолковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Па така, да повторам уште еднаш, светот кој го знаевме, кој го познававме, кој го живеевме, за кој учевме низ историската лектира, низ читањето книги, низ посетите на музеи и расколжувањето на туристичките водичи, тој свет го нема, тој свет пропадна, тој свет е уништен, тој е веќе непостоечки. Значи, уште еднаш, светот кој го знаеме веќе не постои. Сега сме, практично се наоѓаме во сосема друга ситуација и на нас е дали на сето тоа ќе се адаптираме или ќе пробаме да си го вратиме нашиот живот. Значи, односот кон семејството, односот кон црквата, односот кон татковината, односот кон армијата, народната армија, не платеничката, односот кон партнерот, жена, маж, девојка, дечко, односот кон децата, кон породот наш, односот кон нашите родители, односот кон покојните наши родители и роднини, односот кон нашите соседи, пријатели, соученици, колеги, односот кон странските држави, државјани, односот кон различните религии, бои на кожа и јазици, е тотално променет. Ние како планета сме колабирани и ако земете било која структура, било кој сегмент мал да го изанализирате, без разлика тоа какво свинско месо или телешко јадеме увезено од некоја си Аргентина и замрзнато 25 години или нешто посовремено, без разлика што да земеме да анализираме, ќе видиме и ќе установиме дека е светот таков каков што го знаеме, ова е нов свет, таков каков што го знаеме, стариот свет е пропаднат. Значи, веќе никој не оди во Лондон да ги посети музеите, да отиде, да кажеме, у National Geographic, у географскиот музеј, да отиде у Бритиш музеум, да отиде, никој не оди веќе. Војниот, еве во Париз никој не оди веќе во домот на инвалидите, кај што е Наполеон. Повеќето одат да видат каде експлодирала бомбата, каде се убиени тие во некоја сала, каде е убиена принцезата Диана. Тоа се поголемите атракции во новиот свет кој го живееме на пепелта на оној стар. Дали овој подобар или полош, тоа е место за дискусија. Оти секогаш луѓето викаат поарно беше порано, затоа што секој од нас тогаш бил помлад и тоа е логично дека му било поарно, нели? Не се задишувал, полесно се заљубувал и така натаму. Меѓутоа, фактот е дека оној свет кој го знаеме, оној свет кој беше наш и оној свет кој беше поставен со генерации, со години, со
državi koji go grade, a so državnici vo nego, so umetnici, so naučnici, toj svet ne postoji. Nije dobivme svet da najgolemiot predizvikovač na vojni vo svetot, modern, da kažeme u slučaju Barack Obama, dobije Nobelova nagrada za mir. Takov svet je nov svet. Stariji od svet, to nikogaš ne bi go dozvolio. No onaj koji ne zna ili koji ne mu je jasno, je osobeno na tije što slušajat od Agencijata za elektronski medijumi, ako ne zna, danas je 2. dekembri, pa neka si zapišati neko je cel den, skoro do polnoć. A i site oni koji ima dobije usvojeno, izglasano, izraboteno ovaj stupidan zakon da se kaže na den od koji den je 1000 pati. Ako ne znajete čija je ova emisija, slušajte na kraju tima Odjevna špica. Ako ne znajete koje radio je, to je radio Slobodna Makedonija. Se gledame nije site, odnosno ušte poarno, se slušame nije site sledната sreda, a do toga što je preporačujemo eta emisija na televizija Kanal 5 okolo polnoć po petok, koga dvajca isključitelno podgotveni stručnjaci, istoričari i stručnjaci za temata Makedonska pravoslavna crkva, ke se sprotistavат na isto tako dvajca nivni kolegi od Srbije, ovo se dvajca od Makedonije, dvajca od Srbije, na temata MPC, SPC, Makedonska pravoslavna crkva, Crtička Srpska pravoslavna crkva. Se slušamo sledната sreda. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista,